Сите ли сме тука, деца? Да. Нема отца. Добро. Деца мои мали се знајковци славки. Вие знаете дека луѓето од секогаш патувале барајќи подобри услови за живот, патувале од место во место. Затоа денес малку ќе позборуваме за превозните средства. Ќе зборуваме, а всушност ќе испрашува. Само да ми е да знам кој е тој среќник што ќе... Ќе знаеш, Просина, ќе знаеш. Еве, например, ти ќе ни кажеш се што знаеш за превозните средства, само немој да ни кажуваш оно што не го знаеш. Знаев. Мило ми е што знаеш, Просина, а сега потврди го тоа твое знаење со неколку прекрасни реченици, само ќе ти се молам да не се нашминкај. Имаме разни превозни средства. Вака, патики, лева и десна, а има и по некоја тесна. Потоа воз, шиновоз, автобус, тракторбус, трамвајбус и така натаму. Возот служи за возење. Составен од локомотива, вагони и црвенкапи. Волкот, тој наставниче не се вози со воз. Тој си оди пеш во шумата и не мора да купува билети и си ги штеди парите. А со нив може да купи сладолед, чоколада и возен ред за возови. Возен ред за возови? А зошто му е такво нешто? Па да знае со кој воз ќе пристигне црвенкапа. Потоа возот исто така служи и за дупчење на планините. А тие дупки луѓето ги нарекуваат тунели и тие се исто така за да се изветра двете страни од планината. Тунелите не се бели, тие се црни. Во нив живеат црнци. Се извинувам, не живеат црнци, не живеат ни белци, туку во нив се е темно, нешто како црни... И колку е темно де? Па, исто колку што ни е нам на душичката која ќе добиеме тетосаурус. Ете, толку е темно. И ние си имаме различни возови. Патнички, по кои патниците се патат и возат, оти возот е бавен, потоа експрес, препорачани, долги возови на нафта, на струја, на бактерии. Мислиш на батерии, а не на бактерии. И да ти кажа, знаењето ти е страшно загадено со незнаење. Горане, кажи ни ти со кој воз ќе допатува модерниот Дедо Мраз? Јас да ви кажам, наставниче, не верувам повеќе во Дедо Мраз. Браво! Јас си верувам во Вујче Мраз од Америка, а тој не мора да допатува, едноставно ќе ми испрати пакет за Нова година и охо-хо за мерек. Уф, седи си ти Горане и фантазира си за твојот пакет. А ти, Виктор, продолжи. Воз. Возот оди по пруга, затоа што не го знае напамет патот. Имаме и бродови. Мислам, ние немаме. Ете, јас немам ниту еден. Еден од познатите бродови е македонски брод. Капетанот се викаше... Како ли се викаше? Потоа имаме и авиони. Тоа се челични птици, направени од специјален метал кој не патат од вратоглавица. Така наречени антивратоглавични материјалчиња од метал. За разлика од птиците, авионите не мастаат со крилјата, а оние што се на власт, кои по неискусните пилоти им може да ако не го знаат патот, полесно да се вратат дома. Седи, Виктор. Јана, продолжи. Во авионите е најубаво кога ќе дојде време за ручек. Тогаш една тетка, струја, ја викаат струја деца. Ми се чини така некако. Абе, каков ручек готви, да ти е мерак, да си ги излижиш прстите од нозете ако можеш. Колку убаво одговарате, на вистина на човек да му е мерак да зазвони звонче.
Нашата ученичка пристигна. Шо ти е, душичке? Ништо. Да не те боли главчето? Не. Да не се караше со некого? Не. Па тога што ти е? Зошто си лута? Сам училиште нема на рати. Тато земал плата на 2 рати. Мама купила шпорет на 6 рати. Баба земала пензија на 3 рати. Само нема училиште на рати. Ти си четврта раса, затоа што си четврто одено од мене. Навистина, и учењето е на рати. Ти си во право.